Новост. 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 Светите 40 маченици ни се пример за тоа како треба и ние денес да го сведочиме Христа во нашиот живот, храбро подвизувајќи се со душата и телото против нашите гревови и страсти, и знаејќи дека за тие привремени маки не очекува венец во Царството Небесно. Свети 40 севастијски маченици е црква која се наоѓа на Кркардаш, во Битолскиот Смилевски баир. И старите и младите со еднаква љубов и почит го врват патот до светиот храм, правејќи една прекрасна височинка, од која градот се гледа како на дланка, да живне од топлите и усрни молитви, кои изобилно се излеваат од срцата на верните битолчани. Била подигната пред 150 години на местото каде постоел некогашниот манастир Свети Атанасије. Кога турскиот аскер ја освојувал Битола, калугерите од манастирот пружиле жесток отпор, борејќи се на тој начин што на едната рака носеле крст, а на другата меч. Во чест на овие 40 калугери подигнат е манастирот Свети 40 маченици, додека славата на ова црквиче е секоја година на првиот ден на пролетта. Македонската православна црква ги прогласи за Свети 40 битолски преподобно маченици. Да се подсетиме. Битола, 28.10.2012 година. Канонизацијата на светителите почна со света божествена литургија, на која чино начествуваше неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Во соборниот храм на Свети великомаченик Димитри во Битола, на светата архиерейска литургија со објавување на одлуката на ЗАС на Македонската православна црква Охридска архиепископија за впишување во списокот на светиите на светите 40 битолски преподобно маченици, ги прогласи за Свети 40 битолски преподобно маченици кои пострадале за верата Христова во 14 век, односно на 9 ден од март во 1385 година од тогашните османлиски власти. Биле осудени на смрт и животот го загубиле на Баирскиот рид во Битола, каде денес се наоѓа манастир што го носи нивното име. На малиот вход беше првото изнесување на иконата на светите 40 битолски преподобно маченици со која архиепископот Охридски македонски господин Стефан ги благослови присутните верници во преполната црква. По причестувањето на многобројниот верен народ со светите Христови тајни, со свечена литија по улиците на градот пред голем број верници беше представена иконата на новоканонизираните светители. Новост. 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 Новост.